Сите институции знаеле, но татко и ќерка со години успевале да им пркосат на надлежните и бесправно да стопанисуваат со уникатниот геоморфолошки локалитет Куклица во Кратовско. Веста дека семејство го узурпирало просторот, па дури и наплаќало влезници, предизвика бура реакции во јавноста. Случајот датира од поодамна и веќе е предмет на судска постапка. Михајло Видимлиски, снимателот Сашо Тренчев, денеска тропна наврата на локалитетот Куклица. Доколку сакате да го посетите локалитетот Камени кукли во селото Куклица во Кратовско, нема да успеете. Патот што води натаму е затворен со импровизирана капија. Меѓутоа, овде можете да забележите листови хартија на кои што е напишано дека работи објектот од 8 до 16 часот, но и дека се работи за приватен имот. Прашањето стана актуелно откако деновиве имаше реакции на социјалните мрежи дека на луѓе кои што сакале да го посетат локалитетот Камени кукли им било наплаќано влез од 10 до 20 евра од страна на жена. Зашо да плати? Што си паркиран тој, што си улегнал, што си користил, платили? Па нема ни да плати, зашо ова е национално богатство. Стварно? Да. Кој си па ти да кажеш? Даваш и ти фискална? Да ти дам фискално на тебе? Дај ми фискална, ќе ти наплати. 8-7 сато не можеш да дам. Не даваш ни ти такој. Јас се разбрав со тебе пријавите, ама ќе бидеш разрешена. Ти еве улага. Еве, снимам, ти улага. Ајде, се мамо. Не предизвикувај! Не предизвикувај! Што предизвикувам? Не предизвикувај! Кажи ми што ќе биде ако легна. Абе, не можеш да улегнеш. Од СВР Куманово потврдија дека кај нив бил пријавен случајот за што бил известен јавен обвинител. Инаку во март годинава е донесена првостепена судска пресуда со која се наложува локалитетот да биде вратен во владение, да се предаде објектот на музејот на Кратово, да се отстрани дрвената куќичка која е незаконски поставена и да се ослободи просторот. Сепак пресудата е обжалена и постапката е во тек пред второстепен суд. И од општина Кратово алармираа дека случајот се провлекува со години наназад. Вела дека локалитетот со камените кукли е узурпиран од несовесни лица. Поднесени се и кривични пријави за узурпација на недвижности, а до повеќе институции се доставени претставки поврзани со наводна незаконска наплата на посетители. Покрај наведената парнична постапка, општина Кратово има поднесено и повеќе кривични пријави за кривично дело узурпација на недвижности кои се уште се во работа пред надлежното обвинителство, како и голем број на пријави и писмени поднесоци до надлежните институции, меѓу кои Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи, каде огромен број на претставки има пратено и од страна на голем број оштетени граѓани. Меѓутоа, за жал до овој момент немаме добиено позитивни информации за преземени конкретни активности, туку одредени паушални констатации. Со оглед на тоа што патот е затворен, единствено овде на локалитетот Камени куклици успеавме да влеземе преку споредни пачиња. Овде се наоѓа и дрвената куќа со која што стопанисува Сдруженијето Извор. Меѓутоа, нејзиниот влез денеска е пломбиран.